Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва на мое огромно задоволство разговараме со градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер, Јозме, ви благодарам за можноста да поразговараме на овој подкаст. Ви благодарам за можноста да сте вечерва со нас тука. Јас би сакал вака едно ретроспективно прашање, да ве прашам што наследивте кога ја презедовте функцијата градоначалник на општина Ресен? Да не употребам груби зборови. Значи, наистина една страшна слика, блокирана општина, закочени проекти, дори дојдовме во периоди каде што и она малце што ќе го соберевме да немаме кој да го изведува, значи бонитетот на општината буквално беше доведен до минимум. Јавното предпријатие колабирано и ден денес уште се мачиме да го вратиме во функција, бидејќи кај нас сите 8 дејности се во едно јавно предпријатие. Се на сему тешка слика и ситуација, но на нас секогаш е да не да се жалиме, туку напротив да ги засукаме ракавите и да почнеме да работиме. На храбрите и на вредните работниците секогаш и некоја виша помош следува. Ние успеавме после 2 години не само да ја одблокираме сметката, туку да располагаме со средства солидно да котираме, значи да може да реализираме проекти и нормално да го вратиме бонитетот на општината. Нас ни е на секој еден задача, секој каде што е градоначалник на ВМРО ДПМН, неговото место мора да биде на пиедесталот. Таа е таа позитивна борба меѓу градоначалниците. Вратен на бонитет, сега дури остваруваме, да кажем, на некој начин вишоци во материјална смисла и секако зголемена реализација на проекти. Една интересна веза. Значи во општина Ресен во моментот нема вработен кого може да го прашаме како се работи со слободна сметка без блокада. Значи, сите се пензионирани, на најмалце претходно 15 години претходно сметката била блокирана и се работело со судски лимит. Ова е еден, морам да започнам, бидејќи од тука започнува и сето она што понатака ќе го зборуваме. Морам да го менам, бидејќи навистина е сериозно и важно и испадна и дека е навистина голема реткост. Ние комшиите, значи 2 општини само успеа во овој подвиг. Ние и општина Охрид, кај што бевме најизвикувани во минатото. Но се гледа дека кога некој има честна, искрена намера да ги промени работите, дека може да се променат. Би сакал да ве прашам кои беа приоритетите во предизборието кои што, да речеме, беа потребни на жителите на општина Ресен да се смени нешто во општината? Приоритетите сте и денес, значи имаме премногу приоритети. Ние преспа една приказна која навистина треба повеќе време за да ги вратиме. Ние почнавме да ги решаваме, но секогаш оставаме простор, бидејќи ние сме една специфична средина, каде што капацитетот наш за развој е огромен. Ние сме сместени меѓу 2 национални парка, Преспанското езеро, прекрасна природа. Секако инфраструктурните проекти кои ги водиме беа во приоритетите, секако иако не е во надлежност на локалната, но тука сме секогаш како сервис, бидејќи една е важна гранка земјоделието и јаболкото. И најтешката и најмакотрпниот приоритет е Преспанското езеро, каде што за прв пат имаме и слух од владата и од Европската унија да почнеме да си го враќаме сјајот на Преспа. Ние викаме во Ресен еден ќе фрли камен
во бунар 100 паметни не може да излезат. Таква е ситуацијата. За некои интереси во минатото дури се укинал урбанистичкиот план на Преспанското езеро, што е предуслов за развој и понатака. Наистина се долги процеси. Ние зборувам од празна каса, дојдовме да можеме да размислиме веќе во овој дел да го враќаме. И генерално тоа било и нормално оние секојдневните потреби за подобрување на животот, од инфраструктурните, од водоводи, канализации и слично. Градоначелник, би сакал сега да ве прашам, бидејќи до следните локални избори, односно до крајот на вашиот мандат, има уште неколку месеци, што би можеле жителите на општина Ресен да очекуваат ново што ќе се случи во овој следен период? Па веќе се случи едно на што сме навистина горди, бидејќи скоро цел, ако не цел, ама повеќе од половина мандат се справувавме со собирање документација, сето тоа, уште ние, како што ви кажав, од тука затоа започна целата приказна, кубуревме со средствата за на крајот да може и тој дел да го реализираме. Ние реализираме еден проект наречен ЕУ за Преспа. Завојувањето беше започнато од пред нас, но како што ви кажав, документацијски и административно несреден, можам да цитираме на изрека на тогашниот европредставник, каде што се изјаснал дека на овој народ не треба да го научиш да лови риба, туку да му ја уловиш рибата, да му ја отвориш устата и да му ја ставиш. За разлика од сегашниот извештај е дека Европската унија е презадоволна, бидејќи во општина Ресен секогаш гледа на страницата позитивно и штиклирано зелено, што ни отвора нормално можности за понатака. Тој проект е во вредност од 20 милиони евра за една мала општина која Ресен. Тоа е навистина и пеколно тешко да се сработи онај бирократски дел и премногу средства за мала општина. Што опфаќа од инфраструктура, канализација на крајбрежјето на Преспанското езеро во 7 населени места, грантова шема за земјоделие, за туризам, животна средина. Во делот од туризмите имаме и некаде околу 130 на километри пешачко-велосипедски патеки, возила, специјални возила за собирање на смет и садови за селекција на отпад, што е добро, бидејќи во периодот на реализација на мегапроектот на нашиот район, регионалната депонија, ние ќе влеземе практично како лидери со веќе првично обновен возен парк и ќе ни помогне и понатака. Знаеме, ние имаме национален проблем со справувањето на дивите депонии. Исто уклучени во овој проект. Се во олку средства сигурно нешто ќе изостане, но не само тој дел. Ние не застануваме тука, туку продолжуваме да ја надоградуваме оваа приказна и нормално со средства од владата и со сега за среќа со гордост да кажам и со сопствени средства можеме да влеземе во поголеми инфраструктурни и остатокот од населените места да бидат опфатени и во еден период, значи цела Преспа, што заслужува да биде апсолутно на пиедесталот по убавина, да биде опфатена со овој систем за едно мало место, на вистина 7 канализациони системи со 7 пречистителни станици и постојната што ја имаме е навистина кога знаеме дека и поголеми општини од нашата едва се справуваат со овој проблем. Јас тука би сакал, бидејќи ги напоменавте и поддршката од владата, би сакал да ве прашам колку тоа значи за вас како градоначалник на општина Ресен, оваа поддршка што ја нуди владата за реализирање на капитални проекти и инфраструктурни, што значи тоа за вас? Колку е овој голем буст, да речеме? Ова е најдоброто што можеше да ни се случи. Повторно ќе вратаме на ретроспектива. Во поголемиот дел од мандатот
ние бевме сирачиња, градоначалници, а не градоначалници, бидејќи и тоа што ќе го добиевме, ќе ви кажеме само една случка, од денеска во Службен вестник добием проект од владата, доаѓаме да подпишеме во влада, мене ми викаат врати си се дома. Зошто на крива паланка и треба повеќе? И едноставно нема никаде да се пожалиме ништо. Не, и тоа што мако трпно ќе успеевме да го сработиме, ни се одземаше. Ете, јас не би сакал и сигурен сум дека ни премиерот ни нашата влада нема да го направи тоа на ниедна општина без разлика од која политичка провиненција, ама ние имавме и такви ситуации каде што бевме безгласни букви и ова сега ни дојде на вистина и новитет за нас, ама и сериозна една инекција после таков тежок период да можеме. Ние закрепнувавме во тешкиот период, стигнавме до позитивата и со ова се плюс надоградуваме. И со ваква динамика и темпо, јас сум сигурен дека нема да има единствено тие што не сакаат да сработат, нема да има општина каде што нема да има развој во инфраструктурните, во капиталните инвестиции на општините и е премногу значајно, премногу сме благодарни. Ние ќе го дадеме максимумот за да успееме да бидам среќен сите средства да ги искористиме. Убаво напоменавте дека овие проекти нема да се изработат доколку некој не сака да ги изработи, меѓутоа и направивте една добра анализа, би рекол, односно тоа како било порано, како е сега, дека без разлика на тоа кој ја води општината, проектите се за граѓаните, не се за лично за градоначалникот или за одредени структури, туку тие проекти остануваат во иднина за сите граѓани без разлика на нивната политичка или било каква припадност. Со колку проекти општина Ресен учествуваше на овие двата повика од владата за поддршката која што зборевме? На првиот повик, што беше, мислам, финансиска смисла малку помал, бидејќи така и отпочнавме во еден меѓу период, од средина на годината, аплициравме со 6 проекти, од кои 5 веќе се се градат, поради и временски и технички, бидејќи се работи за канализација едниот од проект, очекувам за скоро да биде и отпочнат, каде што е избран изведувач. А во вториот повик ние аплициравме со 13 проекти кои за сите 13 ние дадено потврдно од надлежното министерство и по делото изгласување на влада или потврдата од влада, можеме да почнеме со реализација и на останатите 13 и нормално веќе почнуваме понатака да се спремаме и за наредниот повик, каде што веќе сега, како што ви кажав, ова беше прв пат и мислам дека можеме, а и така и би требало да биде, да навлеземе во многу покапитални инвестиции кои трајно би променале квалитетот. Но покрај тоа, да се надоврзам, бидејќи претходно и не успеав да ја кажам, покрај сите препреки и блокадите, како што кажавте, дај Боже ова да го имавме цело време, не успеавме сериозно да реализираме проекти во така лоша ситуација. Не само европските, сакам да ги напомнам и она што е есенцијата на општината. Успеавме, повративме бонитетот и реализиравме. Па во изминатиот период ние реализиравме над 150 проекти, од кои само сега морам посеќавање, значи на само инфраструктура, асфалтирање беа на 50 на локации во општината, кои поголеми, кои помали. Влеговме во најгорливите, решавање на најгорливите проблеми на граѓаните, да речам, и на најтешките проблеми што во минатото не се зафаќале. Например, да земаме, имаме
успешен тендер и очекувам дека во летнава сезона и ќе отпочне со реализација на канализацијата во Јанковец, практично најголемото село, повеќе од половината било оставено да не се реализира и ред други. И покрај сето тоа, и европските, но и оние проекти каде што државата на други основи се кредитира, да речем, како на пример од Светска банка и слично, дали повиците преку животна средина или преку транспорт и врски, исто во 100% на значи, апликација и нив ги искористуваме, од кој дел и сега се отпочнува да се реализираат и практично вака кога ќе сумираме 7-те канализации и овие сите што ги напоменав и плюс, значи ако зборуваме дека претходно се трошело 4 милиони денари за инфраструктура, значи да зборувам од патишта, слично ние почнавме постепено по 8 на 10 последната година да собереме буџети од 20 милиони денари, што е драстичен скок. Ако сме чекале само претходно средствата од патишта, она што ни следи како процент кои се толку 4 до 4,5 милиони денари, стигнавме до можност да може да се дозволиме буџетски да буџетираме и да реализираме и да се исплатиме без никаков застој на општината до 20 милиони денари. Оваа летна сезона, јас мислам дека нема да има ни педа во Преспа, зборувам цела Преспа, каде што нема да има градежни активности. Градоначалник, би сакал да ве прашам, дали со ова помош од владата се олеснува она, да речеме, работење кој што капиталните, инфраструктурните, не големите инвестиции и проекти кои што без поддршка не би можеле да се направат, ви дава сега на вас една комплетна слобода да се насочите кон оние, да речеме, во наводници помали проекти, меѓутоа дали сте детски паркови, дали се детски игралишта, не знам, слично, дали ви се олеснува сега работата и буџетот едноставно останува послободен, да ги направите овие проекти? Апсолутно. Првиот момент е она што кажа, бидејќи тоа е буџетот. Тие средства како ќе ги буџетирате и во едната, и во наредната година, и во третата, од прилика предвидувањата за во креирањето на буџетот се тие. Не основата на буџетот ако желботека се ние имавме на фантастични реализации во претходниот период. Тука и екзактна наука можеме секогаш и да ги покажеме и да ги докажеме, бидејќи во математиката нема, двојката е двојка и крај. Не само што можеме да реализираме и да го ослободиме буџетот за помали. Ние можеме дури и да кажам да размислувањето да го надградиме за да се надеваме за во иднина. На пример, ако некој проект, сега ќе зборувам грубо, без карикирам, коштал 1 милион денари, ние сме добиле 300.000 од држава, слично ние можеме, значи прва фаза, втора, трета, имаме надеж, значи нештото што претходно било невозможно да го собериме како средства и да отпочнеме или да чекаме да се надоврзиме на некои странски проекти, сега имаме визијата е поголема. Имаме откаде, имаме средства што ги очекуваме, ако општините се надеваат на основните, на платите и слично од повратокот на ДДВ во државата, проектите во овој случај се надеваат на средствата што ги добиваме од владата. Ви кажав овдека може да сгрешиме, само ако немаме желба да сработиме. И во иднина размислувањата се во таа форма. Јас имам толку средства во година, отпочнувам овој голем проект. Првата фаза, наредната година истите средства, втората фаза ниво 20 фази во претходно не сме можеле ни да го размислуваме, не па да го реализираме. Така да не само во огромен дел е ослободување и нормално.
секоја капка во општините, секоја реализација на секој проект е трајно добро за жителите и за секоја општина. Градоначелник, како за крај би сакал да ве прашам дали можете да издвоите, да речеме, кои се проектите со кои што најмногу се гордеете што се направени во општина Ресен, или еве да речеме еден од овие кои што ги напоменавте со помош од Европската унија да можеби ќе се реализираат до крајот на октомври. Видете, значи слободната сметка е јаготката на шлагот. Но она што го кажав европскиот проект и она што не да одвојам проект кој што ми е најдраг, можеби не можам зашто сите ми се драги, зашто со сите сме отпочнале нешто што навистина било значајно. Сите што ги спомнав, можеби несвесно, можеби во претходно биле толку горливи проблеми што ете се гордееме. Ако земе, не можам да ги одвојам ни по големина, ни по ништо. Значеле многу, сите ми се драги. Имаме еден што ме радува така симпатичен, тоа е реконструкцијата на стариот противпожарен дом, каде што ќе биде едно катче за, мислам, вредносно ако земеме многу помало од многу поголеми проекти, но отвора можда за една многу убава приказка и за жена на младите, за невладините организации и промоција на општината, но и го разубавува центарот на градот и сите, како што кажав, 150 на проекти што досега сме ги реализирале, од најситниот до најкрупниот ми се исклучително драги. Ние во Преспа сме земјоделски, туристички и земјоделски крај и сега да питате кој е јаболче ти е подруга, ама сите ми се драги како деца, така да све ми е драго. Градоначелник, јас ви се заблагодарувам за вашето вечерашно гостување на овој подкаст во Морот ДПМН зборува. Ви посакувам многу среќа понатаму, ви посакувам многу реализирани проекти во интерес на граѓаните и се она што го имате ветено да го реализирате за жителите на општина Ресен, едноставно да бидат посреќни и да им биде поубаво место за живење. Сигурно многу повеќе од она што ќе го ветиме. Од срце ви благодарам за можноста да си поразговараме тука. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечерва разговаравме со градоначалникот на општина Ресен, Јован Тозиевски, кој ни ги кажа неговите проекти кои ги има реализирано во општината, но и оние кои што ќе се реализираат до крајот на неговиот мандат. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание, а ние се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.